Благодарам. Почитувана колешка, конструктивноста не значи дека треба да мислиме исто како што мислите вие. Напротив, вие треба да имате една опозиција тука која што ќе ви укажува на грешките и која што на министерот за финансии, бидејќи нели зборуваме за ребаланс на буџетот, ќе укажува за ставки кои што не се во ред. Ставуваме граѓани, но доаѓаме сите од политички партии. И тука мислам дека не треба да имаме дилеми. По однос на однесувањето на вашите поранешни колеги, јас кажав, значи, бројките се немилосредни. На задолжување на 48%, јавноста памети и вие сигурна сум, какво беше однесувањето на тогашните опозицијски пратеници, вклучувајќи ја и многу познатата сега афирмирана Лидија Димова, која што токму од оваа говорница, почитувана колешка, еве, ве упатувам да погледнете, фрлаше програма на ВМРО ДПМН тука и скокаше врз неа. Такви сценски настапи има вашите поранешни колеги за задолжување за јавен долг од 48%. Сега, вие сте економист. Многу добро знаете што значи задолжување на државата, односно јавниот долг од 60%. Ние сме буквално банкротирана држава. Тогашниот вординг го употребувам јас сега и дека тоа грчко сценарио нам ни се случува. Сега, по однос на вашата констатација за олигарсите, нема потреба јас и вие да се реплицираме. По однос на таа тема. Цела јавност знае, и домашна, и меѓународна, кои ги направи тие олигарси. Исто така цела домашна јавност знае, малку поупатена во нештата и во работите, дека тие олигарси како папет некого управуваат. Ако вам тоа како политичка партија ви се допаѓа, мене лично како граѓанин и граѓаните кои што ги представувам, не им се допаѓа. Воопшто не им се допаѓа, верувајте. Јас говорам за малите и средни предпријатија, кои што вашиот председател на партија и, за жал, премиер на државата ги пушта низ вода. Вели, малите и средни предпријатија не можат да обстојат. Дека има пандемија во цел свет, да, тука сме согласни, но не можам да се согласам со вашата констатација дека програмата на владата била правена за мирнодопски услови, што ќе рече, нели, била направена да нема, кога би немало корона криза. Ма заборавате дека во јули имаше избори. Во јули. И требаше таа програма на коалицијата тогашна на изборите и сегашна коалиција да биде адаптирана согласно мерките и препораките на сите релевантни фактори и да кажете дека овие ветувања кои што ние сега ви ги ветуваме не можеме да ги испорачаме. Едноставно е. За минималната плата. Ова е од план за живот. Нашата цел е да обезбедиме минимална плата од 16.000 денари до 2020 година. 2020 година сме уште 2 месеци. Можеме тоа да го направиме? Не можеме. Не можеме да го кажавте дека имало вработување. Па јас не знам, почитувана колешка, нели знаете дека над 20.000 луѓе остана без работа. И велите дека куповната моќ е добра. Не, верувајте ми дека не е. Верувајте ми дека куповната моќ на граѓаните е многу лоша. Тоа не го говорам јас. Ви цитирав, не сакам па да цитирам од Светска банка од извештајот. Експерти велат дека и тие што не биле сиромашни, ќе бидат сиромашни и дека нашата држава, споредувајќи ја со одредени од Централна Азија земји, дека нашата држава ја споредуваат со неа, со тие земји. И тоа ли е добра куповна моќ? Не можеме да замижеме пред фактот дека ние сме високо задолжена земја и не можеме да замижеме пред фактот на кој што меѓународни организации велат дека заемите кои што оваа влада ги зема се нетранспарентно трошени. То не го велиме ние. Меѓународни организации го велат. Заемите кои што ги зимате нетранспарентно ги трошите. Нели вие бевте транспарентна влада?
А по однос на овој месецот без ДДВ, мислам дека ќе се согласите. Тоа се бројките. Потрошени се само 8,5 милиони евра, што упатува на фактот дека нашите граѓани не можат да пазарат, или пак прагот кој што го ставивме е многу висок. И држи и тоа дека требаше да имаме повеќе викенди, за да бидејќи имавме ден и пол неработен, а укажувавме на тоа кога се носеше законот, ден и пол неработен, и само големите молови работеа, значи, да се согласам тука дека немало многу простор, немало многу време граѓаните да потрошат. Да направиме уште 2 викенди, па да ја видиме куповната моќ на нашите граѓани. По однос на проектите Скопје 2014, многу пати сме елаборирале, говориле, вие и целата, мислам, секоја влада идна што доаѓа ги користи тие проекти. Дури тогаш кога бевте опозиција, сегашната ваша министерка Радмила Шекеринска го користеше МНТ за прослави и Зоран Заев беше таму присутен. Значи, кога сакате да се сликате со нешто убаво, интересно, одите во проектите на Скопје 2014, а вака за јавноста проектите на Скопје 2014 не чинат. А и сама знаете зошто тогаш Скопје 2014 била иницирано, затоа што многу дејности биле вклучени, како градежна, така многу други услужни дејности. Економистите, тоа го разбирате. Не навлегувам во делот на тоа кој што земал и кој злоупотребил средства на граѓаните. Мојата констатација и тогаш и сега и секогаш е секој што брцнал во парите на граѓаните да си одговара. Ама јас пак не гледам дека нешто некој одговарал и не гледам дека некои новопечени олигарси имаат мака со оваа власт. Напротив, гледам дека некои новопечени олигарси многу вака се дружат со сегашната власт. Ако не сте го знаеле тоа, а верувам дека го знаете, бидејќи целата јавност тоа го знае, тие новопечени олигарси се во тесна бизнис корелација со сегашната власт. Благодарам. Ви благодарам, Јанова. Сања Лукаревска, контрреплика.